студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден. Во вестите на Сител ќе гледате. Тешка битка на пожарникарите со огнената стихија и денеска. Вчера букнаа 31 пожар на отворено. Најкритично во Бигла Делчевско, Бонче Прилепско и Палиград општина Зелениково. Македонија има највисока стапка на заболени од западнонилска треска меѓу сите 12 држави во Европа каде е присутен вирусот. Највисока и стапката на смртност. Пресметките траат, но септемвриската пензија која ќе се исплати на 1 октомври е известно дека ќе се зголеми околу 3%. Нема да се откаже од бугарите во Македонија, а не признава права на македонците во Бугарија. Историјата е иста, заедничка и нема што да споделува. Изјавата на бугарската председателка Јотова предизвикува остри реакции. Одлуката на обвинителот Абази да го затвори случајот со модуларните болници и денеска предизвикува остри партиски реакции. Иран се закани дека ќе преземе остри мерки кон сите земји кои ќе го послушаат Трамп и ќе прекинат секаква соработка со Техеран. Обединетите Арапски Емирати го послушаа, американскиот председател Кина го одби. Од Сителовите репортери на теренот, Александар Динев за состојбата со пожарите во земјава во моментов. Тешка битка бијат пожарникарите со огнената стихија. Вчера букнаа дури 31 пожар на отворено. Каде е денеска најкритично во живо го прашувам Александар Динев. Да, високите температури ги разгореа пожарите. Пожарникарите, доброволците, но и надлежните служби синоќа имаат тешка ноќ за да ги стават под контрола огновите кои пламнаа на повеќе места низ Македонија. По синоќешните 31 пожар, утринава според пријавите во Центарот за управување со кризи, регистрирани се 13 пожари на отворено, меѓу кои најкритични се во Прилепско, Бонче и Палиград во општина Зелениково. Меѓутоа, според последните информации од Дирекцијата за заштита и спасување, во моментот најголема закана е пожарот кај Бигла во Делчевско, каде гори густа борова шума и представува закана за населени куќи. Околу 10 часот пожарот го предизвикал несовесен граѓанин палејки гуми. Во гаснењето интервенираат трите ер трактори и полициски хеликоптер, а најмалку 3 лица побарале лекарска помош. Деталите ги гледаме од директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Ангелов. Денес околу 10 часот неодговорно лице палило гуми во својот дом во село Бигла, кое што е село од развиен тип, односно се наоѓа на неколку ридови. При тоа изгубил контрола врз огнот и огнот се проширил во блиската шума и во овој момент во Бигла бесне е голем шумски пожар во борова шума. Од страна на градоначалникот веднаш се ангажирани просторните сили на градот Делчево, излезени се пожарникари, побарана е помош од соседните противпожарни единици. Во овој момент ќе се упатат и 3 трактори на Дирекцијата за заштита и спасување, а веќе е упатен хеликоптер на полицијата. Правиме напори овој пожар да се стави под контрола. Од страна на градоначалникот е ангажирана тешка механизација, тешки трактори, булдозери кои што треба да направат противпожарни пресеки помеѓу пожарот и селото Бигла, за да не дојде до загрозување на куќите. Повторувам, селото од разбиен тип на секој рид по неколку куќи. Од пожарот лицето кое што го предизвикало додека се обидувало да го изгасе, заедно со еден пожарникар и еден припадник на просторните сили, вдишале поголема количина на чад, поради што се однесени превентивно на лекарски преглед. Да, Динев, најновите информации, преглед за пожарите ќе го имаме во 19 часов, но каква е денешната состојба информациите околу епидемијата од западнонилска треска? Во последните 24 часа нема пријавено смртни случаи од компликации од западно-нилска треска, но 4 пациенти се уште се во критична состојба на клиниката за инфективни болести. Она што загрижува се податоците од Европскиот центар за превенција и контрола на болестите, според кои Македонија има највисока стапка на заболени од вирусната инфекција, но и најголема смртност. Деталите ги гледаме во прилогот. Македонија има највисока стапка на заболени од западно-нилска треска на милион жители во Европа.
Вирусната инфекција која пренесуваат комарци и птици е пријавена во 12 европски држави. Први случај регистрираа и Австрија, Албанија, Германија. Според последниот неделен извештај на Европскиот центар за превенција и контрола на болести, до петокот, кога од земјава биле пријавени 37 инфицирани на 1 милион население, тоа се околу 20 случаи. Иако во Италија, Грција и Шпанија има многу повеќе заболени, споредено со големината на државите, Македонија има 1,3 пати повеќе случаи по жител од Грција, речиси 4 пати повеќе од Италија, 14 пати повеќе од Романија, а 23 пати повеќе од Шпанија. Во меѓувреме, бројот на заболени во земјава се искачи на 43 лица. Освен инфицирани, Македонија има и највисока стапка на смртност во Европа. Со досегашните 5 починати, тоа е 2,7 на милион жители, со процент на смртност 11,6. Од инфективната клиника велат дека сите починати имале и други претходни заболувања, а возраста била дополнителен ризик фактор за неповолен исход во лекувањето. Од опозицијската СДСМ и денеска ја обвинија власта за лошо справување со епидемијата на западно-нилска треска. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара повторно формирање национален оперативен штаб со јасна одговорност, национална ГИЕС карта на епидемијата и ризикот, интензивен надзор, тестирање на комарци за западно-нилски вирус. Доста беа импровизации. Се работи за здравието на луѓето. Се работи за нас, граѓаните. Властите во петокот изјавија дека биле мапирани 34 ризични точки во Скопскиот регион на кои ќе се врши теренско прскање против комарци за да се спречи ширење на заразната болест. Александар Динев, Сител телевизија. Пресметките траат, но септемвриската пензија која ќе се исплати на 1 октомври е известно дека ќе се зголеми околу 3%. Нема да се откаже од бугарите во Македонија, а не признава права на македонците во Бугарија. Историјата е иста, заедничка и нема што да споделува. Изјавата на бугарската претседателка Јотова предизвикува остри реакции. Пресметките околу септемвриската пензија, која ќе се исплати на 1 октомври, се при крај и се уште траат. Но известно е дека зголемувањето ќе биде околу 3%. За толку се испланирани и парите со ребалансот на буџетот. Пензионерите со најниски пензии би добиле покачување за околу 600 денари, најбројната група околу 750, а тие со пензии околу 40.000, околу 1.200 денари. Сметките на над 350.000 пензионери следниот месец ќе бидат зголемени за околу 3%. Точните пресметки во моментов ги прави ПИОМ и според првиот човек на институцијата ќе се знаат до крајот на следната недела. Се чекаат официјалните податоци од државната статистика, но според познатата формула 50% од просечната плата во првото полугодие и 50% од инфлацијата во споредба со бројките од второто полугодие лани, покачувањето би било од 600 за најниските до 1.500 денари за највисоките пензии. Најголем број пензионери земаат од 20 до 24.000 денари. Зголемувањето кај нив ќе биде до 750 денари. Најниските пензии ќе бидат повисоки за 600, а до 1.200 денари на возрастните чии месечни примања се движат од 30 до нешто под 47.000 денари. Просечната пензија, која во јуни изнесувала 28.103 денари, ќе биде зголемена за 843 денари. Изминативе 2 години, од 2024 до 2026 година, со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт, пензиите линарно се зголемија 4 пати, 2 пати по 2.500 и 2 по 1.000 денари. Вкупно сите пензионери добија по 7.000 денари покачување, но сега од септември се враќа старото, законско согласување, по позната формула. Ако се земат во предвид сегашните пензии, споредбата со регионот покажува дека највисоки просечни пензии се исплаќаат во Хрватска, околу 720 евра. Следна е Црнагора, 560, Бугарија 540 евра, Србија 480, Македонија 457 евра, Албанија меѓу дното со 270 евра и Косово до 200 евра. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
Нема да се откаже од бугарите во Македонија. Историјата е иста и заедничка и нема што да споделува. Изјавата на бугарската ВД председателка Илијана Јотова дадена по повод нивното илинденско преображенско востание предизвика остри реакции кај засегнатите македонците од Бугарија и кај добрите познавачи на македонско-бугарските односи. Стојството за затворање на процедурите со случајот со модуларните болници, односно процедурата за набавка и изградба на 19 ковид објекти без покренување обвинение, предизвика нови партиски реакции. Абази, кој денеска раководи со обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, треба пред јавноста јасно и целосно да објасни како е донесен ваков предлог. Од друга страна, Ахмети не може да се однесува како ова прашање политички да не ја засега дуи. Трагедијата се случи во периодот кога неговата партија беше на власт, а денес по 5 години истрага семејствата на жртвите се уште се соочуваат со голем број неодговорени прашања, велат од вреди. ИВМР ДПМН упати критики до шефот на ОЈО Ислам Абази, обвинувајќи го дека пред крајот на мандатот донел одлука во корист на поранешната власт и го ослободил од одговорноста екс-министерот за здравство Венко Филипче за трагичниот настан во модуларната болница во Тетово. Од СДСМ наведуваат дека во изминатите 5 години партијата и Филипче не правеле никакви притисоци врз обвинителството и во целост ја почитувале автономијата на правосудните органи. За Ислам Абази, обвинителот во заминување, морето од документи вештачење за модуларната болница во Тетово не значеле ништо. Не значел ништо ниту фактот што 14 лица живи изгореа во истата болница. Казни добија само поранешните директори на клиничката болница во Тетово, Флорин Бесими и Арта Нетеми, и тоа условни затворски казни, а казнета беше и болницата како правно лице со парична казна. Но за мозокот на операцијата модуларни болници Венко Филипче, обвинителството, замислете, вели, не бил виновен. И ова по 5 години го кажува обвинителот, кој цел мандат им служи само на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. 5 години ниту Филипче, ниту СДСМ не се мешаше во работата на јавното обвинителство. Не вршеше притисок, не ја коментираше постапката, не бараше заштита. Затоа што институциите мора да работат независно и без притисок. Модуларните болници беа набавени преку меѓународна постапка на Светската банка со механизми на контрола во време на најголемата здравствена криза во поновата историја. Тие болници не се градеа за тендерски профит, туку за да се спасуваат животи. Во општина Охрид се регистрирани околу 3000 станоиздавачи, но издавањето на црно е се уште присутно. Анализата на УЈП на крајот на сезоната треба да покаже колку данок се прикрива. Од управата им порачуваат на сите кои се занимаваат со издавање дека мора да платат данок, бидејќи фер туризмот почнува со пријавен доход. Сите оние кои издаваат вили, станови, апартмани, соби и опрема за рекреација на вода имаат обврска да платат данок на личен доход. УЈП им порача на охридските туристички работници дека фер туризам започнува со пријавен доход, посочувајќи дека неопходна е меѓусебната соработка се со цел да се создадат еднакви услови за сите, да се потикне конкуренцијата и да се сузбие сивата економија. Исто така, тука спаѓаат и сезонските работници и малите продавачи кои вршат дејност од времен карактер. Сите заедно да придонесеме да создадеме фер, еднакви услови за сите, да ја потикнеме фер конкуренцијата и да ја сузбиеме сивата економија. Нашата Македонија има голем потенцијал, сите заедно треба да придонесеме, да вложуваме за развој на туризмот и заедно да учествуваме во да ја движиме локалната економија напред. Општина Охрид сака да биде атрактивна туристичка дестинација, но и пример како еден одржлив, фер уреден туристички систем треба да функционира. Туристичкиот сектор во Охрид, според заменик градоначалничката Ана Крстевска, е двигател на локалната економија. Она што е најважно е да се обезбеди фер туризам, лојална конкуренција, да ги отстраниме сите нелегални станоиздавачи, да се регулира плаќањето на доходот на сите оние кои закупуваат простор. Дали се тоа станови, апартмани, вили, соби,
вклучувајќи ги и оние кои издаваат преку интернет операторите простор во нашиот град. Особено е значајно да постои координирана и континуирана соработка помеѓу институциите. Данокот се плаќа без разлика дали престојот го платил домашен или странски гостин, во готовина или преку трансакцијска сметка, како и преку резервации на бројните платформи. Инаку на територијата на општина Охрид регистрирани се околу 3000 станоиздавачи, а анализата на УЈП на крајот од сезоната треба да покаже колку данок се прикрива. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Првите километри од автопатот Прилеп-Битола ќе бидат готови идната година и ќе бидат пуштени во сообраќај. Паралелно се гради градската инфраструктура, меѓу која и капиталниот проект мост со кружен тек во вредност од 2,3 милиони евра. По првите километри од автопатот Прилеп-Битола граѓаните ќе може да се движат идната година, а додека крајниот рок за целосно завршување на овој инфраструктурен проект е крајот на 2029-та. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски нагласи дека во тек биле состаноците за тоа како понатаму ќе се одвива целата динамика на работата. Изградбата на автопатот Прилеп-Битола оди со одлична динамика. Во теков на летово имаме добри бројки и добра динамика. Вчера имавме работен состанок баш тука и очекувам веќе следната година да имаме доста добри вести и за Битола Прилеп. Крајниот рок останува непроменет, тоа е крајот на 2029 година, но првите километри комплетно завршен автопат, зборувам комплетно, значи во две насоки 3+3 ленти со изградени помошни патишта ги очекувам веќе следната година. Освен надвор од Прилеп, патната инфраструктура се подобрува и во самиот град, каде во тек е реализација на еден од најкапиталните проекти досега во Прилеп и изградба на мостот со кружен тек Табана, чија што вредност се проценува на над 140 милиони денари или околу 2 милиони 300 000 евра, а исто така со инвестиција од околу 2 милиони 730 000 евра ќе се подобрува патната инфраструктура во градот во наредните 3 години. Решаваме долгогодишен, децениски проблем овде во Прилеп и со ова заокружуваме едно послободно и понормално одвивање на сообраќајот кој што носи до центарот на Прилеп, подобрување комплетно на инфраструктурата во градот, што значи поставување и рехабилитација на нов асфалт на улици, поставување на нови тротоари и пешачки површини, поставување на оградни ѕидови. Од овие 2 милиони 730 000 евра, оваа година во Прилеп ќе бидат инвестирани околу 1 милион евра. За Сител, Дарко Штарговски. А во Штип почна и подготовките за обновување на тврдината Исарот. Во Штип продолжува реализацијата на проектот за обновување на тврдината Исар. Во тек изградбата на пристапниот пат, кој ќе овозможи полесен транспорт на градежните материјали и механизацијата до локалитетот и ќе го отвори патот за почеток на конкретните градежни и конзерваторски зафати. Ќе доловиме автентичноста и преку сето она кое што го предвидува проектот, трите практично видиковци, Акрополот, тврдината која треба да биде целосно осветлена, ќе го презентира минатото на градот, историјата на градот. Планот предвидува целосна реставрација и уредување на просторот со обновување на трите кули и нивно поврзување со обедими високи 4 метри. Посетителите ќе добијат уреден пристап до врвот, паркинг, патеки и осветлен простор, а трите видиковци ќе овозможат панорамски поглед кон Штип. Во рамки на обновата се предвидува вградување на повеќе од 3500 кубни метри камен со цел да се зачува препознатливиот историски изглед на Исарот. Не само овој дел од градот, туку и други локации кои се препознатливи за нашиот град, размислуваме да ги конзервираме, реставрираме, обновиме и да ги доближиме до сите посетители да се осознаат со историското наследство на нашиот град. Проектот го реализира Штипскиот музеј, додека општина Штип обезбеди околу 1,4 милиони евра. Преку вториот владин повик за користење средства од унгарскиот кредит. Предвидениот рок за реализација на целокупниот проект е 18 месеци, пошто Исаро треба да добие новоуреден и туристички атрактивен изглед. За Сител, Трајан Ристовски. Половина милион евра ќе се инвестираат во нов озонатор во Струмичката фабрика за вода.
По цели 25 години, фабриката за преработка на вода во Струмица ќе добие нов озонатор. Новата опрема е инвестиција вредна околу 30 милиони денари и треба да биде инсталирана до крајот на оваа година, а нејзиното официјално ставање во употреба се очекува на почетокот на 2027. И покрај тоа што фабриката располага со 2 озонатори, во моментов во функција е само едниот од нив. Според градоначалникот Петар Јанков, станува збор за клучна инвестиција која директно ќе влијае врз подобрувањето на квалитетот на водата за пиење. Истиот е со вредност од 30 милиони денари, ќе биде 2 годишна на 2 години кога го исплатиме озонаторот. Истиот да имате пред дека во Струмица моментално во филтер станицата имаме 2 озонатори од кои еден работи и е во функција и значи после 25 години ќе добиеме нов озонатор. После повеќе од 25 години ќе добиеме нов озонатор и тој ќе биде нормално ставен во функција за да испорачуваме поквалитетна услуга према граѓаните. Покрај озонаторот, од општината најавуваат и замена на цевоводниот систем во кругот на филтер станицата. Станува збор за мрежа поставена уште во 70-тите години од минатиот век, која поради староста од околу половина век редовно предизвикува технички проблеми и дефекти. Има веќе аплицирано за изработка на проект за филтер станица за замена на цевоводниот систем во кругот на филтер станицата, бидејќи самата филтер станица е стара околу 50 години и имаме доста проблеми со оштетувањето на цевоводите во истата и после изготвувањето на проектот ќе преминеме и на реализација на истото тоа, бидејќи ќе видиме тоа дали со самофинансирачки или со донација, но битно е за во текот на наредната година тоа да го завршиме. Од локалната самоуправа уверуваат дека и во моментов водата во Струмица е потполно безбедна и ги исполнува сите пропишани стандарди за здрава вода за пиење. Сепак, со реализацијата на овие инвестиции, градот долгорочно ќе добие уште поквалитетен и постабилен систем за водоснабдување. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.